Македонија, ова е гостивар. Да. Таму ни е нашата шара, све во снег. Нели, на другава страна е Бистра. А мојот гостивар и нашиот гостивар се наоѓа на такво прекрасно место. Ова е такво поднебје што Господ Бог ни го подарил. И секако љубовта помеѓу нас кои живееме тука, меѓу граѓаните, секако помеѓу љубов имаат кај добрите луѓе. Во лошиот човек не постои љубов, постои само зло, нели? Така да цела Македонија секако ми знаеме дека идете во Маврово, на Попова шапка исто. Тука е убавините. И сега овај воздух што го дишеме, барем за сега, јас сум нели на излез, секој знае каде сум, да. Одам на едно место и да испешеш. Ова е видео, значи во моментов колку е часот да кажеме. Видиш, имам нешто во рака да не се гледа. Добро. 18:15, да. Ова природа што ни е подарил Господ Бог. А градот е таму, нели, позади нас. Овие се титовите згради што ги зборев во едно претходно видео и кои се најдоброто нешто во нашиот град, а и секаде веројатно. Би порачал нешто вака, да, за мојот гостивар, нели. А секој за својот град нека се бори на некој начин, да. Доста веќе со овие згради. Кого тука ќе носиме, не знам, од Непал, некого, не знам од каде, од Танзанија. Дајте, бидејќи тие Скопје сега пиштит. Немаат да им дуде ветренце, никакво, никогаш. На сред лето и се знае каков пекол е тамо. Со тие згради, бидејќи и сега не се премногу, да. Секако, ако се градат, има луѓе, нели, кои имаат пари, се купуваат, не е проблем за тоа. Ама ако сакаме да го уништиме градов, да додеме како Скопје, па да немаме од ова убавина што ја покажав пред малку, видете каква е таа шарка, ајде. Да не може и тука ветренце да ни дувнет, тогаш сме направиле лошо за своите деца, за своите внуци, за нашата иднина. Ова само не знам, јас го кажувам како некако совет, нели? Сите ова, јас не сум попаметен од некој друг. Никогаш не сум ни поглупав, нити па признавам дека некој е попаметен ни од мене, нели? И почитувам секој паметен човек. Меѓутоа, дајте, сите вие паметите, немој да го правите тоа. Доста е со згради. Доста е, дајте зеленило, паркови, зеленило по целиот град, по околината, ван градот. Само тоа е, како вика, воздухот, чистиот воздух. Кислородот, тоа е животот. Се друго не е окей. Да ми имате прекрасен ден, многу здравје, сите добри, добронамерни луѓе, да. За жал гледам на мојот Facebook профил, таму се пикнале дури во пријатели, такви кои, не знам, ден, два, три, јас не прифаќам скоро секого, освен некој што нема слика на профилот или може да има некоја стикича, да имат ни еден лајк или ни еден, јас тоа го проверувам на свој начин, меѓутоа и влагаат, да влегуваат, да пишуваат во добрината зло. Да, и секако, нели, јас ги блокирам, им врачам на некој тоа што го пишуваат и секако ги блокирам. И така ќе биде и понатака. Зошто се така, не ни требаат такви луѓе, да. Бидејќи тие се штетни за нив дома. А посебно има такви кои се пратеници во наводници, мислам, пратени од други луѓе кои немаат пристап до мојот профил и единствено може да си прават лажни, па врегуваат натре и сакаат со нешто да ме оцрдат. Меѓутоа,
Јас еднаш ви кажав, еден добар дел од мојот живот. Во некоја друга прилика ќе го кажам и ќе кажам и се. Веќе кај мене секогаш имало само честно. Секогаш, да. Јас една кривична пријава сум немала во животот. Нити прекршив сум само да. Ете за лошо паркирање, за такви работи, да. Се дешавало. За друго не. Јас сум немал со полиции, со судови работа никогаш, а овие луѓе што ми го направија тоа пред 4 години, да, тие се, нажалост, има и многу, веројатно, такви луѓе кои судовите им се нивниот прв дом. Имате многу здраве.